Добрвеч на сите. Ми предложи да се играме на доктор и пациент. Не се согласи. Сигурно има намера да ми наплати на приватно. Балдъската ја перцепирам како топка осмица во билијардот. Не смеам да ја допрам. Имаат хармоничен брак. Мажот цело време е втора виолина. Комшивката нема влакна на јазикот. Се дружи само со дебелирани мажи. И лошата свекрва понекогаш наведнува глава. Или притисикот е покачен, или шекерот е паднат. Не, драга, не можеме да сонуваме заедно. Многу речиш. Жеден коњ матна вода не гледа. Исто и македонецот кога аплицира за кредит. Многу брачни парови еден од друг немаат скриени тајни, освен пасвордите на социјалните мрежи. Конечно си најдов сродна душа. Тепсија 42 за ручек таман ние. Брата не рани, ама тешко кој го нема. Особено ако е во Германија. И уште само еден-два на струмачки диалект, инаку сомара на моја имагинарна пријателка, подпишаме предбрачен договор со овие услови, од една страна. Во среда сум на фризер, во четврток на маникир, во петок на депилација. Другите денови не фаќам тенкото влакно. Конечно се утврди од јајцето и од кокошката што е постаро. Петено. Убаво е што Македонија ќе добие столче во НАТО. Ама искрено, ние македонците повеќе сме за шведска маса. Комшивката ми влезе во срцето. Сега имам срцева мана. Спонзоруша. Не се бели маре, не се црви, далеко е први. Многу било 10 години тројанска војна заради една жена. Абре, мажот цел живот се бори. Први за неја, а после со неја. Што не знае интернет, се спрема. Пред некој ден скинавме, ќе ви кажам последно за Мара, може? Со Мара не се мириса на веки. Пуфно. Со сопругот е на AM фреквенција, со швадрот на FM. Животот е стерео. Цела ноќ исипнував звезди од небото. Џабе ги сака оние од знамето на ЕУ. И уште еден за Мара, крводарител. Мара ми беше во крвта. Сега на некој друг нека му го покачува притисокот. Благодарам.